Автобиографии и монографии за светски познати личности, спорт, здраво живење и исхрана, превод на дела за најпознатите битки и војни во историјата, како и дела од архитектурата и дизајнот. Ова се 4 области од новиот владин проект, од кои денеска беа промовирани 20 дела. Како што информира премиерот Груевски, станува збор за проект со кој продолжуваат заложбите на владата во Македонија да се донесе сето она што недостасува или беше тешко достапно за македонските студенти и општо за македонските читатели, а кое се најдоброто и најбараното во светот во секоја од наведените области. Република Македонија во изминатите години целосно се отвори за светската научна литература, а рафтовите во нашата држава станаа побогати за повеќе стотици книги од неколку капитални проекти, да не речам и повеќе илјадници книги. Таквиот наш ангажман продолжува и оваа година. Во делот на автобиографската литература, проектот нуди можност за македонските читатели да се запознаат одблизу со животот и делото на исклучително значајни личности, кои со својата позиција, дејствување и достигнувања останале трајно врижани во светската меморија. Првите 10 книги се однесуваат на животот и делото на Моцарт, Бенџамин Френклин, Бонапарта, Тито, Хрушчов, Петар Велики, Стив Џобс, Медлин Олбрайт, Микеланџело и Марија Кири. Втората област застапена во овој проект е од сферата на спортот и здравото живење и како што нагласи премиерот, е во корелација со повеќе годишните заложби, кампањи и мерки на владата за развој на спортот и здравите животни навики. Ваквата литература во Македонија е доста ретка. И од овие причини ние се решивме да го дадеме својот допринос преку овој проект. Нашата замисла е да им помогнеме на сите рекреативци, спортисти, спортски клубови, спортски федерации, студенти на факултетите за физичка култура, односно на факултетот за физичка култура, професорите, образовните установи и сеопшто луѓето кои на различен начин се поврзани со спортот. Книгите од овој проект се однесуваат на разни сегменти кои се заеднички за сите спортски гранки, како и книги кои се однесуваат на конкретни и поединечни спортови, кои во најголем дел се практикуваат во нашата држава. Од друга страна, покрај книгите кои се однесуваат на спортот, ова област носи и литература која се однесува на практикување на здрав живот, на здрави животни навики. И истата е наменета за сите граѓани на Република Македонија кои што ги интересира оваа област. Во однос на книгите од областа на најпознатите битки и војни во историјата, Груевски истакна дека ќе бидат корисни за македонските историчари и научници, но и за пошироката публика. Фактите говорат дека, како никогаш досега во Република Македонија се издаваат обемни и богати едиции на најзначајни издания од сите области од животот: образованието, науката, уметностите и културата. Како никогаш досега македонското образование и културата се збогатуваат со трајни културни, уметнички и цивилизацијски вредности. Како никогаш досега нашите граѓани се здобиваат со можноста да ги прошират своите сознанија за областите кои се нивен интерес. Како никогаш досега младите генерации добиваат непроценливо богатство од литературата, која е во функција на нивна едукација и надградба. Новиот владин проект треба да заврши до 2018 година, а во негови рамки предвидени се превод и печатење на вкупно 400 дела. Според програмата, 150 книги ќе бидат од областа на превод на биографии, автобиографии, мемоари и монографии за светски познати личности од повеќе области и исто толку од областа на спортот, здравото живење и исхраната. По 50 книги ќе има од областа на најпознатите битки и војни во историјата и од областа на архитектурата, дизајнот, внатрешното уредување, орнаментиката и скулптурата. На денешната промоција беа презентирани наслови само од првите 3 области.